Ромите во најголем број случаи немаат пари за адвокати или друга професионална правна помош. Поради ова, тие не можат да спроведат ниту некои елементарни правни процедури. Па тоа е добро и многу убаво од вашата страна, затоа што ние како роми што немаме могушност да се фаќаме адвокати и тие работи, еден случај имаме, истиот случај го имаме. Имам керка, направи се една собичка, они си знаат како со мајки, тоа како мравки се мачијат да си прават собичката, удузачки рид живеат и никако не може да се зема за легализација на куќата. Тоа е што правите многу убаво, многу добро, само треба дека дојдат да отвора врата, да се помага. Од овие причини денес во Штип престојуваше така наречениот карван за бесплатна правна помош. Министерството за правда ќе можеме во секое време со пополнување на одредени документи да побараат бесплатен правен совет или да добиваат правно застапување, што значи адвокат кој е професионален, кој ќе ги застапува пред институциите за одредени проблеми, а дури и за судски процеси каде ќе се пронајде аргументи и факти дека им се прекршени правата. Меѓу најчестите случаи во кои ромите имаат потребно од правна помош се издвојуваат. Имате од тортура во семејство, имате од насилство врз жените, па и од насилство спрема мажите, па спрема децата, па имаме од насилство или зголемена употреба на сила од луѓе во институциите, некоректен однос, нетолеранција, значи зборам за категории случаеви кои се за сите граѓани. Караванот за бесплатна правна помош е во организација на Националниот ромски центар од Куманово и освен во Штип, тој патува низ целата држава каде има концентрирано ромска популација. Освен во денот кога караванот е во нивните градови, ромите правна помош можат да добијат и во канцелариите на центарот.